Со тој израз, стар, архаичен, се означувала компензацијата во вид на подарок што му се давала на аберџијата за донесување добра вест. Најчесто тоа било слатка, оревче, пари, секогаш кога некој ќе ја донесел радосната вест дома, за враќањето на туѓоземјанин од дома. Овој пат, како муштулук, го бараме вашето внимание, за да ја проследиме животната приказна на Јован Поповски, наш познат писател, публицист и пред се драг колега новинар. Ова е малото Поповци во селото Вевчани во Македонија. Во овие сокаци ги проодел првите чекори, минал дел од својата горчлива младост, македонскиот новинар, публицист, сценарист и писател Јован Поповски. Ова е неговата родна куќа. Овде, во оваа куќа, во една налуничава есенска ноќ, додека топовите рикале на блиската планина, мокра, мајка ми ме донесла на свет. Тоа било во втората година на Првата светска војна. Овој светец секаде го викаат Свети Јован. Само во Вевчани го нарекуваат Вјан. Токму така ќе се вика и момченцето, родено во вителот на Првата светска војна. Но ќе се вика Вјан сам меѓу блиските. Ова е црквата Свети Никола во Вевчани. А ова е крстилната во која што сум крстен. 1916 година за време бугарската окупација. И кога кумот ме донесол тука на крштавање, попот го прашал како ќе се казва момчето. Како име ќе му се даде. А тој кумот рекол Вјан. Попот се раседал и рекол кака Вјан бре, няма Вјан. Иван Попов Българин ќе се казва. И тука почна мојата асимилација. Чудниот сплет на околностите и парчењето на македонската почва меѓу заинтересираните соседи за време на Балканските, Првата и Втората светска војна ја детерминираат и одисејата на човекот со 6 имена. Бугарските окупатори ја напуштаат Македонија, но нивното место не останува празно. Македонија под српска окупација. Момчето Вјан расте. Го запишуваат во основно училиште. На првиот час, учителот со стапче врака го прашува Вјана. Ти, мали, у другој клупи, како се зовеш? Господине, аз се казвам Иван Попов. Какав Иван Попов? Ти си Јован Поповиќ, Србин. Со ова име, Вјан ќе живее уште 20 на години во Кралска Југославија. Вјан е единственото машко дете во семејството Поповски. По сите тогашни непишани правила, тој мора да остане дома, да ја обработува земјата, да го продолжи родот, да чави оджакот. Но се случуваат настани што го пишманат Вјана и го заведуваат некои други води.
Малечкиот нема ниту цели 5 години кога прв пат доаѓа во најблискиот град. Мојата мајка беше болешлива жена. Татко ми работеше како секретар во една општина во Струшка околија. Беше тоа после Првата светска војна. Некаде јас немав полни 5 години. Или ги имав, не знам. Еден ден татко ми прати абер и рече ќе ја чека во Струга за да ја каже на некој, да ја прегледаат некои лекари од Белград. И таа тргна да оди за Струга, кај татко ми. Меѓутоа, не знам зошто, и сега не можам да се објаснам, нешто ми рече мене, оди и ти. Јас пројавив желба да одам. Мајка ми веќе го имаш извадено коњот од тjerал, качена беше на самарот. И пред да тргне, јас почнав да плачам, да викам, да се тркалам на сокакот. Сакам да идам и јас. И на крајот, и покрај убедувањата, и покрај тепања на сестрите, и рече, мајка ми рече, па добро, облечете го, нека дојде. И ме ставија на газот од коњот, бидејќи таа беше на самарот, не? И дојдов. Кога тргнав со неја, кога ме виде татко ми во Струга, просто сакаше да ме фрли во Дрим. Но како му така, ме прими и како му така дојдовне ние во Охрид. Дојдовне овде. Јас прв пат видов град. Видов голем град. Прв пат видов град со улици, со калдерма, со убаво облечени луѓе, со жени со палари, со деца убаво облечени. Видов град со многу дуќани. Не. И како да се сврте нешто во мене. Но сепак одев со татко ми, кој што мене, како машко чедо, ми имаше предвидено да останам дома, да ја обработувам земјата. А земјата сака рамена, ја немав такви рамена. Тој виде тоа, па ми рече, знаеш, кој ќе пододрастиш, малку ќе те дам во Струга да научиш да шиеш. Па на селаните нешто ќе им шиеш, некому капа, некому чевли, и плюс земјата ќе живееш многу добро. За мене беше све необично. И кога влегов во ова врата, се откриваш еден нов, непознан свет. Овде беше полно народ. Тука се вршија прегледите. Некоја екипа лекари од Белград беше дојдена, патувала ни по Македонија и од сите струки и вршила преглед на болни, бесплатно, сигурно. И беше токму заради нив ние дојдовме тука, татко ми ја донесе мајка ми да ја прегледаат. Јас само што стапив овде кај ова балконче видов еден човек во бел мантил со огледало на челото. Висок стоеше и гледаше таму на масите. Тука имаше многу народ. Све беше во полно со народ. И ја викам на татко ми, кој што ме водеше за рака да се не изгубам. Му викам, кој е овој? Што е овој? Не, што е овој? Ми вика, доктор. Па доктор ќе бидам и јас, му викам. Ќе бидиш, што оно што ќе ти речем јас. Јас останав жарен во тој докторот. Кога гледав, тој беше убав, висок маж. Останав жарен, долго го гледав. Татко ми ме трна и кинисавне. На вечерта се вративме дома. И јас прво што им реков на моите сестри, им реков, ја ќе бидам доктор. Како оној што го видов тука. А тие ми рекоа, не, ќе бидеш шошавки. Не, доктор ќе бидам, реков јас. Апсолутно доктор ќе бидам. Нема, ма како доктор ти треба да останеш овде? Не бре, доктор ќе бидам, одам во доктори, реков јас. Тој моментот е пресуден во мојот живот, тој е пресвртница во мојот живот. И тој, мислам, таа средба тука, тоа моје идење тука од мене направи интелектуалец. Знаете, после завршувањето на основното училиште, јас ќе одиме до гимназијата да ви ја покажам. Пошто пото сакав татко ми да ме запише во гимназија. А тој се нечкаше, како да не сакаше. А ја му викам, молев, колев, плачев, знаете, да ме запише во гимназија. А тоа беше добро, оди рече некои 2 години, па после 2 години пак ќе те дадам во Струга да научиш малце да шиеш.
кај тој шивачот. Јас прв пат дојдов тука, дојдов 1927 година есента и се запишав во гимназијата. Тука беше гимназијата, во овај сегашниот музеј за словенска писменост. И тука го изучив првиот клас на гимназијата. За вториот клас гимназијата се преместе од тука, отиде во новата зграда, таму долу на големата зграда. Остана таа гимназија и денес, ова гимназија и денеска е за мене првата моја гимназија. Остана споменот на на ова гимназија. Таму долу ќе доживеам нешто многу необично. Јас го завршив вториот клас на гимназија. Меѓутоа татко ми не сакаше да ме запише во трети клас. Не, ти ќе одиш да учиш да шиеш, миш. Не. Јас дојдов сам во Охрид и сам се запишав во гимназија. Отидов кај газдарицата каде што седев минатата година и ја реков, дали би ми дале стан газдарица овде? А да, како да не? Татко ми ќе ви плати. Ја излажав. И реков, татко ми ќе ви плати. И добро, и таа ме прими на стан. А немав храна. И те некако појадував на сабајле за половина динар, едно мало симиче и едно мало локумче. Тоа ми беше појадок на првиот одмор го јадев тоа. А не понекогаш за ручек одев кај некој алваджи од моето село, беа на площадон, тука име алважилници. И ќе ми дадеа малку млеко, кисело, малку алва и леп, и така живеев. Кој ќе одав навечер, таму живеев во Влашкомало долу, кој ќе одав навечер, ќе ги најдев баштованите како берат пиперки и домати за утре, за на пазар. Ја одев им помагав. Ними во берењето, а тие ми даваа од пиперките и ја ќе имав после една цела недела и печев каршија мене во некоја фурна. Знаете, така да. Така се одеше до третиот. Татко ми сакаше да по секоја цена да ми испише. Меѓутоа судбината се замеша. Во 1929 година Југословенското министерство за просвета ги укинува гимназиите во Македонија. Остануваат само Скопската и Битолската, каде се учат 8-те класови, а за возврат владата формира интернати во Србија. Тие требало да станат расадник на интелектуалци од Македонија, воспитани во српски дух, врз кој ќе се потпира големосрпската политика во Македонија. Еден од штитениците на тие интернати во Србија е и главниот лик на ова раскажување. Интернатите се формирани во Крушевац, Неготин крајина и Горни Милановац. Дури по војната, Јован Поповски пронаоѓа еден документ, писмо на дворскиот сенатор Серафим Крстич од село Подгорци, Струшко, до банот на Вардарската бановина, во кое меѓу другото му вели: Господине Бане, ова со укинувањето на гимназиите ви е многу умна работа. Со робовите се управува во темнина. Јован Поповски ги минува сите 3 интернати, а со неполни 17 години го префрлаат во интернатот во Крагуевац, кој како и другите интернати функционира се до распадот на Кралска Југославија во 1941 година. И покрај намената, интернатите доживуваат целосно фијаско, бидејќи посебно оној во Крагуевац станува центар на работничкото движење, град што топло ќе ги прими македончињата донесени заради однародување. Младинците се задојуваат со марксизмот, комунизмот и борбата против злото на 30-тите и 40-тите од 20-тиот век. Од сите питомци на интернатот во Крагуевац, само еден им се придружува на окупаторите. Сите други се учесници во НОБ. Питомци на тие интернати биле Страшо Пинџур, Јосиф Јосифовски свештарот, Блаже Конески, Лазар Мојсов, Ристо Џунов
и речиси целата интелигенција што ја наследи Македонија по ослободувањето. Престојот на Јован Поповски во интернатите завршува во 1933 година. Тој се уште Јован Поповиќ со наведната глава се враќа во родното село Вевчани, каде што живее полуконфиниран живот. Но продолжува неговата политичка активност, почната уште во Крагуевскиот интернат. Зимата во 1935 година Поповски го иницира формирањето библиотека со читална во Вевчани и работи како библиотекар. Откако полицијата ќе ја оквалификува читалната како комунистичко гнездо, Јован Поповски ќе се зафати со нова просветителска работа во родното село. Ќе стане иницијатор за формирање здравствена задруга во селото, која со свој лекар и аптека ќе почне да функционира пролета 1936 година. Јован е секретар на задругата, а и таа ќе биде прогласена за комунистичко гнездо. Полицијата го принудува Јована да замине на печалба во Романија. Низ ова порта 3 пати излегов со врзани раце. Првиот пат на 27. јули 1937 година, кога бев уапсен како комунист, но поради недостаток на докази бев пуштен. Државата си го бара своето. Јован е повикан да го отслужи воениот рок во Кралска Југославија. Место Нови Сад. Служев војска во Нови Сад и тука бев дојден на осуство. Меѓутоа, неколку дена по мене, по моето идење, дојдоа жандарите, ме врзаа, ме уапсија и ме отераа право во казаматите на Петроварадинската тврдина во затвор. Јас не знаев зошто. После разбрав дека по моето заминување од Нови Сад, во мојот кревет војнички нашле комунистички леток. Следува нова животна одисеја во тие први денови на окупацијата на Кралска Југославија. Како воен заробеник, Поповски 2 пати ќе го избегне стрелачкиот вод во тие матни времиња. Но ова е приказната за неговата Втора светска војна. Се боревме со германците на Рума. Не разбија германците, јас немав кај да одам, се врати во Нови Сад, каде што служев војска. Во Нови Сад беше интеррегнум. Немаше ни германци, ни унгарци. Германците по договор не влегувале, а унгарците не беа стигнати. Наша војска немаше, само петоколонашите ги има за последното јавните објекти. Јас се прибрав кај еден познаник на мојот татко, некој фабрикант за чоколада и бомбони. И ноќта почна некакви борби да се водат во Нови Сад. Јас не знам што е. Бев во некоја соба во дворот. Сабајлето дојдоа, 2 унгарски војници ми заробија. Унгарците тога таа ноќ настапиле. Ја не знаем што се случува, не. Кој излегов надвор на улица, разбрав. И сега не спроводат 2 унгарски војници, меде еден ми го држи штикот тука, ако мрнам ќе ме дупне. Али фрчат куршумите во зидот, не. Во зидот фрчат куршумите. Дојдовме до број 17. Куќа со број 17. Пред таа куќа стои еден монструм. Човек со една разбушавена коса, непричен со на голема брада, некој раскезена уста, со мантил, балон мантил, целиот попрскан со крв. И еден карабин, конјички враци. И кога дојдовме до него, како не спроводан на тротоарот, не?
нас двајца. Кога дојдохме до него, тој им вели на маđarските војници нешто по маđarски, ја не знам што, а нас ни вели курво, котоно, сербо, нешто. Бежал српска војска, пуцал на унгарска војска. Да, не знаеше да зборува. И со левата нога ја подотворе вратата на дворот. И пред мене се откри еден двор со на голема крошња, а под крошњата бетониран двор, сливник имаше, а под крошњата имаше некои 2-30 луѓе што тој ги утепал. Жени, деца, војници, цивили, едно преку друго префрлени и крвта течеше во сливникот. Јас се сретнав со смртта. Јазиво нешто. Му викам, али господине, и тој место да ми одговори, место да разговара со мене, ме удри со кундакот по градиве. Јас со глава удри во зидот, али човекот пред смртта многу брзо се трезнал. Се отрезнив и му викам, али господине, ние не сме Срби. А што сте, рече? Македонци, му велам. Сите? Сите. И тој трна вратата и тогаш ми рече, ја Охрид војска. Електронски, што се вика, брзо ја сместив, па овај човек служил војска во Охрид. А што да му причам, кретење, идиот? Што да му причам сега? Да му причам јас нему за тврдини, за цркви, за Охрид, тој не разбира ништо. И нешто ми рече, па слушај, па тој човек идел од касарна до кафанчињата кај Чинерот, ке се налокал ракија и ке се вратил у касарна. И тога јас ми долета Чинерот. Му викам, Охрид, Чинар, велико дрво. И ширам раце, му викам, велико дрво. И тој ми рече, Иген, добро, по маđarски ми вика, унгарски. Иген, и тој вика, велико дрво. И тоа дрво ме спасе. Во една сабајлево, едно дожливо време, стигнавме во селото Сири, колонистичко село. Газевме по празни фишеци, значи се воделе тука борби. Сите куќе беа запалени или така, прозорците отворени. А на крајот од селото имаше ендеци. Во ендеците беа испретурени коли. Големи коли, како овие почнале да бегаат, и селаните, така овие ги стасали куршумите, не. И не гледаат мртвите очи на коњите, на луѓето, али едно бебе плаче. Плаче едно бебе. И командантот ја заустави колоната наша, ја застана и останавме ние на патот, а тоа беше тука како на 100-120 метра од нас. И 20 унгарски војници ги ставија ножовите на пушките и кинисаа да го барат бебето што плачи во колите. Тие бе натоварени со постелини за спиење, така, знаете. Кинисаа таму да го барат и почнаа да дупат по постелините и го најдоа бебето. Го фатија за нозе и тоа беше мало некое детенце, бебе. И плачеше со последниот глас, као маче, просто. А тие викаат комит. Ниф им појдоа во пресред. 2 други унгарски војници од нашата колона ги ставија ножевите на пушките, им се приближија, нешто им рекоа на унгарски. И ги управија пушките во вис, вака горе, а овие двајца што го носиат бебево, го фрлија бебето во воздух. А овие другиве го пречека и бебето умре на нивните бајонети. Тоа е за мене Втората светска војна. Јас видов многу. Видов умирања, видов логори, видов затвори, све видов во Втората светска војна. Видов партизани, али за мене е Втората светска војна тоа бебе. Јован Поповиќ се враќа од пленство во родното Вевчани и веднаш се вклучува во движењето на отпорот. Селото Подмолје е границата меѓу териториите под бугарска и италијанска окупација. Вевчани е италијанска територија и Јован мора да вади нова легитимација. Полицискиот службеник го прашува за името. Јован одговара, но полицаецот строго. Но порко мизерија, ту сеј Џовани Попо, италијано. Така, во 1941 година, тој го добива своето 4-то име. Истата година, но нешто подоцна, италијаните им ја отстапуваат територијата на албанците.
и Вјан е принуден повторно да вади нова легитимација. Сега името му е Јон Попи, албанец. За време на војната, Јован Поповски работи за движењето. Третиот пат бев уапсен на 7. мај 1943 година, кога италијанските фашисти ме интернираа во фашистичкиот концентрациони логор за заложници О-167 Порто Романо. Оттаму по некое време бев транспортиран во Трибунале Милитаре Специјале во Тирана, специјални војни суд, суден и фрлен во политичкиот затвор во Тирана. Крајот на војната го затекнува Јована Поповски како секретар на Општинскиот комитет на Комунистичката партија во Вевчани. Но тој не ја посакува политичката кариера затоа што сега во слободната земја сака да си го оствари детскиот и младешкиот сон, да биде новинар и така да и се одолжи на својата Македонија. По низа перипетии и убедувања дека партијата најдобро знае што е за кого, Јован Поповски успева да дојде во Скопје во март 1947 година. После војната, редакцијата на Нова Македонија беше сместена во оваа зграда. Во првата година после војната, агитпроп на ЦК мене ме испрати за да работам како новинар во редакцијата на Нова Македонија, како млад соработник. Но меѓутоа наскоро станав и уредник, и тоа прв уредник на внатрешно-политичката рубрика на Нова Македонија. Неколку месеци потоа, агитпроп ме постави и за хонорарен единствен дописник на политика. Тоа бе години кога се заоруваа првите бразди на македонското новинарство. Новинарство на една држава која што немала до тогаш своји весници. Беше години на ентузијазам, години на упорна работа, меѓутоа се до доваѓањето на информбирото. А тогаш кога дојде информбирото, дојде една паклена ситуација, една пеколна ситуација во која што работевме. Јас тука ќе доживам и првата моја неприлика да стигнам просто пред вратите на информбирото. Јас како уредник на внатрешна рубрика работев, реков. Меѓутоа еден ден видов дека мене ме следат 5-6 души бициклисти, ја на бицикл идев овде на работа, живее во населбата Пролет. А го прашав еден пријател што работеше во Удба, зошто ме следат овие луѓе? Па ми вика, подхитно ќе те апсат. Јас дојдов и ја реков на Веселинка Малинска, таа беше директор на редакцијата, и реков, слушај, барај уредник, мене ќе ме апсат. Како ќе те апсат? Па така, река, ако види, а тие стоја тука некаде. Ето види, реко, ме пратат. Ја појде во печатницата, тие ќе дојдеа по мене. На вечерта, кога си одев дома, работев и попладне, кога си одев дома, таа испрати двајца новинари да ме следат, да видат дали навистина ме следат. И тие се враќаат и викат, сигурно го следат, сигурно. И Малинска се јавува во клубот на Удба, кој што беше тука некаде на площад Слобода, и го барам Јелисије Поповски Марко. Тој беше помошник министер. И му рекла, слушај, макнете ги вашите луѓе од Јово Поповски. И ние знаеме кој е Јово Поповски, не знаете само вие. Утреента ги макнаа. Така јас само дојдов само пред вратите на Голиоток и не влегов во тој пекол. Јас како хонорарен дописник на политика не се бавев само со новинарство и како новинар на Нова Македонија. Се бавев и со публицистика, со филм, правев обиди за литература и тогаш решив, после 4-5 години, да преминам само во политика, бидејќи таму имав повеќе време за овие мои, да речем така, нуз занимања.
Јован Поповски го реализира својот сон. Зад него остануваат илјадници написи во Нова Македонија, во Политика, во повеќето други југословенски весници. И од богатиот избор настани што ги бележи како сведок на раѓањето на првата самостојна македонска држава во рамките на Југославија, како своји најголеми достигнувања ги издвојува Скопскиот земјотрес од 1963 година и спасот на Охридскиот бисер Езерото. Дефинитивно во политика преминав 51 година, некаде јуни месец ми се чини. И продолжив да работам интензивно, велам на афирмацијата на Македонија. Тоа ми беше лајт мотив на мојата работа. Меѓутоа, тога немаше историски институт, тога немаше публицисти. И јас искористив за 50 годишницата на Илинденското востание да развиеме на широка кампања во политика за популаризација на Илинденското востание. Таа кампања просто најде на чуден одјек, неверојатен одјек во цела Југославија. Просто луѓето им го открив на Илинденското востание со оние фотографии на манаќи, со нашите комити, со све. Просто луѓето не веруваат дека во Македонија такво нешто се случило. ...25. јули 1963 година беше пеколно жешки ден. Јас со сопругата бев излезе нешто во град, да купам, дуќаните затворија и седнавме пред хотел Македонија. Се запевне јас, беше Панде Поповски, колегата од Радио Скопје, беше Ќаморан Тахир, секретарот на градски комитет, беше професор Данчо Зографски. И толку се заприкажувавме, не приметивме дека корзото се растурило. Тоа е типично скопска корза, беше од по 30.000 души. Дека столиците ги навеле на масите, столовите, дека во ресторантот се згаснало светлото. И тогаш дојде, ова го велам заради една символика, тогаш дојде келнерот Илија, еден симпатичен човек, скоро не познаваше скоро сите, но хотел Македонија беше место каде што се збираа професори, новинари, лекари, интелигенцијата скопска. Дојде и ни рече: другари, вие сте последните гости на овој хотел, платете ве молам. И ние тога кога се обзрнавме, видовме дека навистина сме последни гости. Му плативме, станавме и си отидовме. Велам, символично за тоа што утрените хотелот целиот се сруши и ние бевме тие навистина последните гости. Отидов дома и веќе само што појдов дома и почна пеколни болки во стомакот. Чирот се активира, не знам што го најде и цела ноќ имав ужасни болки. Зедов дури и некоја инекција за умирување, меѓутоа ништо, и сабајето во 4,5 сатот со брза помош бев пренесен на хируршка клиника во болницата. И во тој миг, додека мене ме водеа некаде во некоја сала, во тој миг стресе земјотресот и почна да се урива клиниката. Почнаа прозорците почнаа да летаат натре, да игра све што е тоа во просторијата. Јас почнав да бегам надвор. Само што излегов надвор, престанаа болките, јас сум веќе професионално деформисан, јас сум новинар. Погледав веднаш во часовников, беа 5:18 беше. Аз си реков, ова 1 минут тресеше, значи во 5:17 беше земјотресот. А ја векам на жена ми, дај ми еден молив од чантата твоја, дали имаш да забележам. И таа ми издаде, ми даде молив, али нема папир. Се свртив наоколу и некаде најдов едно парче папирот што завиткувале луѓето што носеле нешто храна за болните. И на него го имам дома, го чувам, на него напишав 5:17. Пошто 2 беше срамнета.
Ја гледам пошта еден низ некоја голема дупка на зидот, телефонската централа е мртва. Стојам на площадот кај оние продавници, незавесници, слушам како викаат овие затрупаниве во хотел Македонија. Јас сум новинар, немам, изгубив смисал за да одам сега да спашавам некого. Ја имам поголема задача, да јавам на свето што се случи. И јас полека идам од под домот на армијата, врвам, поминав покрај дрвеното мостче, дојдов тука и го гледам поштарот качен на ова бандера горе, се мачи да воспостави врска преку Приштина. Таа водела за Приштина некако. Јас легнав од бандерата, а на една клупа седеа директорите на поштата, дирекцијата за Македонија. Поштарот го слезе телефонот долу, ја воспостави врската, тие предадоа директорите извеште во Скопје, во Белград, што се случува во Скопје, и му велат на Белград, дај ни сега политика. Ми ја дадоа политика, јас почнав да го предавам изве, му рекол, го добив директорот мој на телефон, и му кажувам што е во Скопје, ајде да издадеме, му викам, вонредно издание. Овде е голема катастрофа. А тој ме прашува, имаш ли напишан извештај? Имам, му викам, како да не? А јас немав, го лажев. Имав само тие 3 бројки што ги напишав пред болница. Сега ќе ти го дадам, викат да те примаат. И ме примаат сега мене. Од долу под бандерата лежам. Ме примаат. Диктирам, директно му телефон диктирам. Меѓутоа околу мене се собра народ. Еден круг се направи. Затоа што тука пред споменикот имаше маса луѓе голи, така како излегле од кревет, како побегнале, се шуткаа тука. А имаше на еден крај, имаше некои гајби студентите со млеко што носеле, па не успеале да ги разнесат, пеа и гајбите. Како го предавав извештајот, јас падна во несвес. А стенографот вика, Поповски, овие му викат, падна во несвес, тој рече. Се ме разбуди една баба, некоја жена ме разбуди, мачкајки ме со флаша со млеко. Така непријатно се чувствував. Меѓутоа, овие народ што се собра, некој се собра да види како се предава извештај, некој се собра да види кој е будало што се дери сега во ова утро на смртта и плач. Па тие ми постанаа соработници, па ќе се раскине тој обрачот, па ми века, слушај, па ти не кажа дека калето е паднато. Па јас гледам во калето и диктирам, па други ми вика, па ти не кажа дека сајмиштето падна. Јас гледам во сајмиштето и диктирам. Па трет ми вели, па јас видов во Белградска улица на мајка со 2 мртви деца на рацете. Па така ми станаа соработници тие. Успеав некако да го предадам извештајот. Некаде околу 11 часот Политика израде вонредно издание, кое што го пренесоа, бидејќи ги обавести таа странските дописници, дека има извештај од Скопје. Тој извештај го пренесоа 70 агенции, валјда околу 70 агенции и големи редакции во светот. Јас го обавестив светот за тоа. После година и пол дена, 2, дојде некој професор по комуницирање од Вашингтонскиот универзитет, се интересираше за тој случај. Јас детално му расправав, тој напиша некоја брошура, се предава, ми рекоа на Вашингтонскиот универзитет, Загребачкиот. Некој велат, па и тој самиот ми рече, тој беше стар човек, 70 годишен човек, ми рече дека тој е најголем подвиг новинарски во светот. Уопште што сум го направил јас тогаш, да станам од операциони 100 и од една бандера, да предадам извештај во еден расторен град, разурнат град потполно. Ова е истекот на реката Црни Дрим од Охридското езеро. Единствена река со постојани водостај кај нас. На нејзиниот тек изградени се црнодримските хидроцентрали. Летото 1968 година
ovde se rodi jedna luda ideja da se zemi voda od Ohridskoto jezero za во централите да се произведува повеќе струја. Да почне со тоа катастрофата на Охридското езеро. Кога секој утро ги отворам прозорците на мојата куќа за летување во Охрид, се сретнувам со бисерот на Европа, Охридското езеро, и тоа онаков, нечепнат како што го оставиле милионите години. Чувствувам посебно задоволство. Некоја неверојатна убавина во себе си, некоја близкост со него. И за чудо, секога се сеќавам на опасноста, на таа сулуда идеја која што во Струга беше измислена, да се снизи неговото ниво, да се оддалечи сегашниот брег за 200 метра внатре, пристаништето во Охрид да остане на суво, пред Канео да врват автомобили. Се сеќавам на борбата која што година и пол дена ја водевме преку весникот Политика, не само ја, туку целокупната југословенска интелигенција, мислам на она интелигенција на социјалистичка Југославија. И ја изборивме, и се изборивме. Многу мина ме прашуваат кој ти е најсреќен ден во долгиот новинарски живот. Јас им велам денот кога што во собранието беше донесен законот за заштита на Охридското езеро. Немирниот дух на Јован Поповски го води и во светот на филмот. Кинотеката на Македонија ги чува филмовите снимени по негово сценарио, за градењето на Мавровските хидроцентрали, за Прилеп, за Куманово, за Јагулите, за неговиот другар Страшо Пинџур, за Скопје. Јован Поповски не мирува. Македонија е вруток идеи што чекаат некој да се напои од нив, да на светот да му ги прикаже сите личоти на една мачна земја. Денес од Јован Поповски може да се прочитаат романите Зло време, Вевчанци, Дечомани, Август, Потатковските траги, Сами. Автор е и на повеќе монографии за Илинденското востание, за Скопје од 63-та до 83-та. Денес Јован Поповски ги живее своите пензионерски денови во своите куќи во Скопје и Охрид. Го проколнува губењето на видот што го оделува од неговите љубеници, книгите, но не мирува. Со крајни напори ја милува тастатурата на машината за пишување. Пошта, добар ден, Спиро. Така. Што Вања, како та? Како во Охрид, како? Добро. Имаш и друга? Ево, полно, празнично. Празнично. Добро, фала. Пријатно. Секоја недела можете да го сретнете со букетот свежо цвеќе. Со него го топли студениот мермер, под кој почива најголемата негова љубов, сопругата Трајна. Жената што е сакал 70 години, жената што го следела и во добро и во зло. Жената што му го има подарено и синот Климе, жената со која ја продолжува лозата на Поповци.
Životot je čudno izvitkana vrvica, mešavino dobro i zlo, vitel što gi frla lugeto tamu vamu. Dolgo da žive, mnogo da vidi, taka mu se veli na novorodenčeto. Verojatno taka mu bilo rečeno i na Jovana Popovski, čovekot so 6 iminja.